Над 70.000 евра е штетата за семејството Богески од Прилеп, на кој вчера во пожарот кој што ја опфати местноста Кронејца им изгореа над 6.000 низи со тутун. Објектот каде истиот се чувал и 2 декари со лешници. Пожар претходно вчера утрината имало во близина на патот Прилеп-Битола, но истиот бил изгаснат. Пожарот се разгорел повторно по само 10 минути откако Богески заминале од местото. Веднаш се вратиле на имотот по дојава на соседот дека пак има голем пожар. Богески е револтиран на противпожарната екипа, која според негови изјави на местото пристигнала со возило со мал капацитет, а поради тоа дошло и до инцидент и туркање помеѓу Богески и пожарникарите. Пожарното возило што дојде со црево во големина на 3/4, значи со многу мал мласт на вода. На прашањето мое зошто нема големо возило дојдено со хидрански топ, ми одговорија: пратени сте ние да касиме сува трева. На моја бурна реакција, ова не треба, дека треба поголемо возило, че дојди на многу некоректен начин, дрско, ми се однесува пожарникарите. Вика: полека не си саботи, сега треба стаса. Значи, ако имаше барем едно големо возило, барем објектот ќе се спасиш. Вели дека ова е дополнителен удар за нив како семејство, затоа што државата од лани им должи и над 20.000 евра неисплатени субвенции за тутунот, за тоа дека наводно имале предадено повеќе килограми. Платежната агенција ни објаснија на наша реакција дека снимале многу тутун, на ревизија да ни провереле тутуно. Тутуно јас го носам во откупен пункт, дали Алијанса, дали Тутунски, тие му дават информации јас колку тутун имам однесено. Јас не можам да манипулирам со кила, затоа што јас не пријавувам кила. Килата ги пријавуваат тутунските комбинати. И сега како излезе јас да бидам на ревизија? Од Сојузот на тутунски здруженија го посетија семејството Богески и ветија помош. Во оваа прилика би апелирал до сите тутунопроизводители, поготово до откупувачите, откупните компании, да помогнат, заради тоа што овој кооперант има договор скоро со сите откупни компании. Така да би апелирал, значи, и до општината да колку може и што побрзо да действува, да помогна финансиски на овие изнамачени тутунопроизводители. Богески очекуваат хумани граѓани и општествено одговорни компании да им помогнат за да ја пребродат трагедијата која што ги снајде.